Граѓаните повторно ќе можат да поднесуваат барања за откуп на дворови и земјишта под градежни објекти кои е во државна сопственост. Новиот рок за поднесување на овие барања, како што велат од Министерството за финансии, е до 31 декември 2021 година. Подготвивме измени на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, со кои се пролонгира рокот за поднесување на барања за приватизација на земјиштето. Со измените се додаваат и дополнителни 3 години рок. Претходно рокот за поднесување на овие барања истече на 15 декември 2014 година, велат од Министерството за финансии, а надлежните во финансии велат дека добиле многу реакции од граѓаните кои не успеале да го запазат рокот за да поднесат барања за откуп на земјиштето. Станува збор за граѓани кои живееле во странство, но и граѓани кои живеат во земјава не успеале да поднесат барање во рокот. Освен продолжувањето на рокот, се пролонгираат и промените за одредбите на закуп, односно се одржува откажувањето на киријата за оние кои нема да го пријават земјиштето, велат од Министерството за финансии. Со законските измени се продолжува и рокот за поднесување пријава за промена од користичко право во право на сопственост до 31 декември 2022 година. Се продолжува и рокот за барање за промена на барателот на приватизација на градежно земјиште. Например, ако едно лице купи објект кој се наоѓа на земјиште кој е во постапка на приватизација, со измените на законот наместо 30 ќе му стојат на располагање 60 дена за поднесување барање за промена на барател за приватизација. Досегашните промени на законот покажаа дека во рокот 30 дена е прекраток и со оваа измена се излегува во пресрет на граѓаните, децидни од Министерството за финансии.